Првиот човек на заедницата на единици на локална самоуправа Орце Ѓоргиевски вели дека 90% од градинките, училиштата и останатите јавни објекти во државава се исконтролирани изминативе неколку дена и тие се безбедни за секој посетител. Тој смета дека во јавноста неосновано се создал впечаток дека ова се први вакви контроли на објектите во последно време. Вети дека деновиве на јавноста ќе и бидат доставени податоците колку вакви објекти има во секоја општина и колку контроли се направени до 31.12.2024 година, за да се види која општина колку била ажурна во минатото. Воредните контроли биле мултисекторски. Вонредни инспекцијски контроли во кои што учествуваат инспектори од централната власт, односно од централните институции. Ние немаме надлежност да го провериме ПП апаратот во дадено училиште, но за тоа има надлежност инспекторот од ДЗС, кој што присуствува заедно со инспекцијата од општината во сите училишта и према тоа се изготвува записник за состојбата која што таму ја затекнале. Ѓоргиевски го потврди мислењето што веќе доминира во јавноста, а тоа е дека законите се така направени за да може тешко да се направи сеопфатна контрола. Најави дека на проширената седница на ЗЕЛС, каде присуствуваа и градоначалници на поголеми општини, договорено било да се направи правилник за урбана опрема на ниво на цела држава. Ако утврди комисијата, односно телото, кое што е задолжено од денес за изготвување на таа програма и правилник, дека потребно и законска интервенција за да бидеме унифицирани на републичко ниво, ние тоа од законодавецот ќе го побараме. Засега неправилностите околу урбаната опрема, што во најголем дел е од угостителите чии објекти имаат тераси, нема да се казнуваат. Ќе се даде рок од 1 месец се да се доведе според законите и правилниците. Најавени се контроли и на зградите, но од ЗЕЛС велат дека тука имаат големи законски и човечки ограничувања, бидејќи на локално ниво недостасуваат минимум 40 градежни инспектори, а скоро да нема инспектори за домување. Но дел од реалните состојби зависат и од самите граѓани, кои во своето однесување ги оставаат хидрантите без црева или ги затвараат пожарните скали.